Овој пилот проект на пристаништето во Лос Анџелес може да отстрани од океанот дури 100 тони јаглерод годишно. Со него управува стартап компанијата Каптура. Океанот е огромен. Зафаќа 70% од површината на планетата. Ако успееме да покажеме дека можете да го користите океанот за да го страните CO2 од атмосферата на овој начин, потенцијалот е многу голем. Океаните веќе абсорбираат околу 1/3 од јаглерод диоксидот во атмосферата, вели коосновачот на Каптура Хариат Фотер, кој е истражувач на Калифорнискиот институт за технологија. Ако можеме да го поништиме тоа закиселување на океаните со декарбонизирање на океанската вода, таа вода на површината делува ефикасно како абсорбента за понатамошно исфрлање на јаглерод диоксид. Системот на Каптура користи само електрична енергија и солена вода. Надоврзувајќи се на резултатите во Лос Анџелес, компанијата се движи кон отварање на објект во Норвешка, што би можел да извлече 1000 тони јаглерод годишно. И Атфотер и Олдам велат дека ќе треба да се отстранат милиарди тони јаглерод од океаните за значително да се забават климатските промени. Во денешно време, бидејќи користиме фосилни горива и испуштаме CO2 во атмосферата, секоја година ослободуваме 40 гигатони јаглероден диоксид во атмосферата. Тоа предизвикува акумулација и пораст на емисиите во атмосферата. Значи, во основа мораме да го поништиме тоа. И тоа во голем обем, кој во основа вклучува развој на прототипови кои можеме да ги размениме со поголеми и поголеми. Така што тоа е мисијата на Каптура. Директорите на Каптура велат дека најголемиот предизвик за технологиите што го отстрануваат јаглеродот е тоа да се направи доволно брзо за да се одржи чекор со климатските промени.